Исус е Господ. Амен. Амен. Исус воскресна. Спремни сте инjekција на вера да примите? Ние почнавме уствари, пред служба почнавме со темата на проповедта што ќе биде. Темата е насилна вера, агресивна вера. Сте слушнале за тоа до сега? Насилна вера, агресивна вера. Пак ќе повторам. Насилна вера, агресивна вера. Амен. Одиме во Матеј 11, 12 и 13. Матеј 11, 12 и 13. А од деновите на Јована Крстител па досега Царството Небесно на сила се зема и силните го грабаат. Зашто сите пророци и законот беа пророкувани до Јована. И еве, што вели? Вели од деновите на Јована Крстител Царството Небесно на сила се зема. Сега, ако Царството Небесно на сила се зема, кои се тие што на сила треба да го земат? Јас? Кажете. Јас треба да го земам Царството Божјо на сила. Ајде пак. Јас треба да го земам Царството Божјо на сила. Затоа што вели, пак ќе прочитам, затоа што од деновите на Јована Крстител па досега Царството Небесно на сила се зема и силните го грабаат. Кажете, јас сум силен. Во име на Исус. Амен. Вели Царството Божјо силните го грабаат. Нели знаеме дека без вера не може да му угодиме на Бог. Без вера не може да му угодиме на Бог. Така јасно е веќе. Не може да му угодиме на Бог без вера. Не може да добиеме работи тука на земјата. Се што ни треба, не може да добиеме од Бог без вера. Без вера не може да добиеш благослов. Ти ако немаш вера во своето срце, не може да добиеш благослов од Бог за се што ти треба. За секоја ситуација во која што си притиснат. Ако ти треба исцеление, ти мора да веруваш дека тоа исцеление ќе го имаш. Ако ти треба финансиски благослов, финансиски просперитет, ти мора да веруваш дека тоа ќе го имаш. Ти мора да веруваш. Нема тука, ама јас може би ќе верувам, може Бог ќе ми даде, може Бог нема да ми даде. Не, то не е вера. Верата верува. Верата е насилна. Верата е насилна, во срцето е насилна, мора. Мора е збор кој што прокламира насилство, мора. Нешто што се мора. Не е тоа избор. Ти мора да веруваш. Ти мора да веруваш дека ќе бидеш излечен, ти мора да веруваш дека ќе имаш финансиски просперитет, ти мора да веруваш дека ќе имаш поголема куќа, ти мора да веруваш дека ќе имаш дечко, девојка, по Божја волја, на Божји начин, ти мора да го веруваш тоа. Ако ти тоа не го веруваш, ти не можеш да му угодиш на Бог. Затоа што Словото вели Царството Божјо се зема на сила. Од деновите на Јован Крстител. И вели силните го земаат. Ти не можеш да го земеш Царството Божјо на сила за девојка во твојот живот, жена по Божја волја, ако не си насилен. Ако таа вера во твоето срце не е насилна, не е агресивна таа вера. Ако ти се нешто се сомневаш, ако ти се нешто си пасивен, се нешто ама на другите може, ама Бог може не сака да ти даде тебе, на другите им дал, не знам како, тебе се не сака да ти даде. А зошто Бог тебе да не ти даде жена? Зошто Бог тебе да не ти даде маж? Зошто? Зар ти си нешто посебно, негативно, па нема да го добиеш тоа? Нешто посебно, негативно, Бог те мрази тебе, што е? Па Бог е добар Бог, Бог сака да им дава добри дарови на луѓето. Бог едва и чека да доаѓаме со вера пред Неговото лице, за да си го земеме благословот. Тоа е условот со кој што Он ќе ни даде. Тоа е условот, насилна, агресивна вера. Ти ако не му веруваш на Бог дека ќе ти го даде тој благослов, ти нема ни да го добиеш. Ти нема ни да го имаш тој благослов. Тоа е условот. Тоа е условот, ништо друго не е. Се друго е религија. Се друго е религија. Исус го славиме, Исус го прокламираме, окей. Ама ти у срце ако не веруваш дека си ги зимаш благословите од Бог,
ги взимаш по вера, ќе почнеш да ги взимаш како што велиме на телесен начин. Ќе меркаш девојки, ќе гледаш девојки, ќе одиш, ќе им се удвараш, ќе приоѓаш, како што правите вие машките, затоа што немате вера, им приоѓате на девојки, фаќате девојки, мислите така треба. Не треба така, ти немаш вера штом така правиш. Немаш вера во Бог дека Бог ќе ти даде девојка. Немаш вера. Немој да се правиш кој знае што во црква или дека си некој нешто, ти ако немаш основниот чекор за да основаш семејство, клетка да основаш семејна клетка пред Бог, ти ако не знаеш како да добиеш благослов дека Бог ќе ти даде девојка жена, па не се прави духовен. И одиш на светски начин, бркаш девојки, се удвараш. Или имаш сексуални фантазии. Имаш сексуални фантазии? Па како сакаш да добиеш вера од Господ? Значи не може ти да бидеш пред Господ во грев и да имаш вера. Не може. Ти мора да си чист пред Господ, затоа што верата е света работа. Чист да си пред Господ и ќе имаш вера. Бог ќе ти стави вера во твоето срце. Ако немаш вера, значи испитај се зошто немаш вера. Може е грев во прашање, може е пасивност, може секаква причина може да е. Може едноставно ти влијаат негативно некои луѓе, ти ја крадат верата од твојот живот, треба да ги тргнеш тие луѓе од твојот живот, да се дружиш само со браќа сестри, кои што имаат вера. Затоа што сепак сите не сме исти. Мнозина веруваат во Христос, ама мнозина немаат вера. Немаат вера за личните работи во животот, ги прават на светски начин. Значи, од внатре треба да изгоруваш. Ти ако не изгоруваш од внатре да добиеш жена, ти нема да ја добиеш таа жена. Ти ако не изгоруваш од внатре да добиеш исцеление за Божја слава, нормално се во ова за Божја слава да е. Ти нема да го добиеш. Треба да бидеме луѓе со силна жет, силна плат, за да го зграбчиме Царството Божјо. Царството Божјо да го зграбчиме. За тебе таа жена што ќе добиеш од Бог е Царството Божјо. За тебе тој финансиски просперитет е Царството Божјо, за да се шири Царството Божјо, тие пари ќе ги употребиш. Ако не сакаш да ги употребиш за Царството Божјо, тоа е веќе друго. Али тоа е тоа. А за тебе едноставно тоа исцеление што треба да го зграбчиш е Царството Божјо. Оти ти на тој начин ќе го прославиш Бог. Бог те излечил. И насекаде ќе кажуваш за Бог. Насекаде. Ако замолчиш, тоа е веќе проблем. Значи не му даваш слава на Бог. Не му даваш слава на Бог. Насилната вера е спротивна на пасивноста. Насилната вера, агресивната вера е спротивна на пасивноста. Значи, насилната вера те прави активен. Таа вера што од внатре те изгорува за Бог. Таа вера што од внатре едноставно гори во тебе, не те јаде, него оваа вера гори во твоето срце. Те радува, те прави среќен. Те прави среќен. Знаеш ли дека Бог ќе ти го даде тоа? Знаеш ли дека ќе ти даде маж по Божја волја? И тоа е тоа што те радува да ги победиш сите маки, сите тешкоти кои што ги имаш во животот. Таа надеж, вера, едноставно те гори од внатре и знаеш затоа што Бог ќе ти даде маж, ти се можеш да пребродиш. Затоа што знаеш дека Бог ќе ти даде финансиски просперитет, ти знаеш дека сите тешкоти можеш да ги пребродиш, што се на твојот пат. Едноставно те гори однатре, затоа што знаеш дека исцеление Бог ќе ти даде, таа вера те прави едноставно активен. И сега како те прави активен? Таа е спротивна на пасивноста, значи насилната вера е спротивна на пасивноста, на пасивната вера. Тоа е спротивна на неверието. Значи пасивноста е неверие. Разбудете се. Пасивноста е неверие. Сватете, ако за нешто верувате и не горите од внатре за тоа, не доаѓате пред лицето Божие од внатре со оган, со жар, едноставно тоа е кај вас неверие. Оти правата вера те гори од внатре. Те гори од внатре и правата вера нон-стоп си пред лицето Божие и тропаш на Божите порти, тропаш едноставно со барањето да Бог ти го даде тоа. Нон-стоп си пред лицето Божие и викаш, дај ми жена, Господе, дај ми жена. И прокламираш, Словото го прокламираш. Ти не можеш да имаш вера, а да останеш пасивен.
Ти не можеш да имаш вера, а да останеш пасивен. Ти ако имаш вера, ти ке си активен. Духовно зборуваме, духовно, да, духовно. Нормално, духовно. Твоята вера ќе те направи активен. Луѓето се всушност пасивни затоа што немаат вера. А активен ќе те направи, ќе почнеш на служби да идеш, да слушаш проповеди, тоа те прави активен и физички, мислам. Правиш работи, се менуваш и физички во некои работи. Верата те прави активен, не само духовно. Ти можеш да си возбуден поради пораката на вера што ќе чуеш. Значи вечерва може би сте возбудени поради пораката на вера што ја слушате, ова што ја слушате вечерва. Но ако не ја ставиш во дејствување, ова што го слушаш, ако не го ставиш во дејствување, џабе е. Значи, ти може да си возбуден вечерва што го слушаш ова. Но ако не го ставиш во дејствување, џабе е што го слушаш. Тоа е пак пасивна вера. Например, ке чуеш дека ако вера не можеш да добиеш исцеление, нели? Без вера. И сега ти како да го добиеш исцелението? Почуваш да го прокламираш Словото. Го прокламираш Словото во својот живот. Јас сум излечен преку раните на Исус Христос. Јас сум излечен. И тоа го правиш во својот живот. Финансиски просперитет. Бог им дава добри дарови на своите. И Бог ќе ми даде финансиски просперитет. Бог ќе ми даде стан. Бог ќе ми даде кола во име на Исус. И то добра кола. Добра кола, убава кола, нова кола. Го прокламираш тоа. Ако го правиш, да речеме, само првиот дел, еве за исцеление. Ако правиш само прв дел, да речеме, за исцеление, веруваш дека Исус ќе те излечи, еве. Верувате сите во тоа, дека кој горе-доле има некоја мала или поголема, мислам, здравствена потреба, и сите верувате дека Бог ќе ве излечи, така? Амен. И верувате дека Бог е лекар, нели? Секој еден од нас верува во тоа. Но ако ти не ја ставиш својата вера во дејствување, ништо од тоа. Што е дејствувањето? Прокламирањето на Словото. Дејството е прокламирање на Словото. Значи, едното е прво веруваш со срце, а второ почнуваш да прокламираш Слово. За секоја потреба. Можеш истото и за пари да го прокламираш, на исти начин. Веруваш, прокламираш. Бог ќе ти даде пари. Можеш да го прокламираш за спасение на блиските. Веруваш, прокламираш. Веруваш, прокламираш. Значи, двата чекора мора да ги исполниш. Веруваш, прокламираш. Веруваш, прокламираш. И нормално, као трет чекор и се молиш. Не е само прокламацијата, него и се молиш. Викаш кон Господ во молитва. Обична молитва, не само прокламирање на Словото. Јас го нагласувам прокламирање на Словото затоа што минативе години прокламирање на Словото се изгуби во црквата. Едноставно немаше прокламирање на Слово. А прокламацијата на Словото е силна работа. Силна работа. Тоа е исцелението, тоа е спасението, тоа е финансискиот просперитет, тоа е се. Тоа е се. А ние само кам Господе дај ми. Така. Така и замревме. Што се вика, почнавме се повеќе едноставно разочарани од ова, од она, еден куп работи. Па што е битно тоа? Што и да се случило, што е битно тоа? Зар Бог не може од пепел да направи едноставно диамант, да направи од јаглен? Може. Така може и тебе да те направи. Така може и тебе да те направи, од еден парталко да те направи принц. Затоа што си ти принц. Ама се додека не дојдеш пред лицето Божјо, си парталко. Така. Значи, пасивната вера не раѓа плод, браќа и сестри. Пасивната вера не раѓа плод. Сватете. Значи, вие верувате во Христос, верувате дека Христос може да ви даде ова, може да ви даде она. Се може Христос да ни даде. Ама тоа е пасивна вера. Ти ако не ја ставиш во акција, ако не почнеш Словото да го прокламираш, ако не почнеш ревносно пред Христос со молитви да чукаш, да молиш дењаноќе, во тоа се изгоруваш од внатре. Таа активна вера, насилна вера, агресивна вера ќе даде плод во твојот живот. Пасивната вера не дава плод. Пасивната вера е слична на орач, кој што постојано се, вие верувате.
Да, вие верувате дека Христос ќе ви даде се што барате, нели? Верувате. Али тоа е слично на орач кој што постојано едноставно ора. Тој орач ора напролет и се ора, нели? Но тој продолжува да ора и на лето. А на лето не се ора. Тој орач си продолжува да ора и на есен се ора. Океј. Ама после рањето треба сење. Не, тој не се. Тој си продолжува и зиме да ора. Вие такви сте. Тоест ние и сме биле такви. Само ораме. А, Бог ќе ми даде, Бог ќе ми даде, Бог ќе ми даде. И орачот си ора на пролет, си ора на лето, си ора на есен, орачот си ора и зиме, а тој орач никако не му текнува да се. Па, браќа, сестри, ако не сееме слово, ако не прокламираме нашата вера, ако не ја прокламираме, ако не ја ставиме во акција, како тогаш ние ќе ожнееме ако не посееме? Како ќе ожнееме ако не посееме? Посеј слово за исцеление, посеј слово за девојка, за маж, жена, посеј слово за пари. Финансиски просперитет, за пари е малце специфично, за пари, освен што сееш прокламација и молитви кон Бог издигаш, за пари мора да сееш и и со раката твоја мораш да сееш за пари. Просперитет. Ти ако не сееш пари, основното ако не го даваш десеток и прилози, ти не можеш да ожнееш од Бог. Основното ако не го даваш, ако не го исполниш тој принцип, ти не можеш пари да ожнееш од Бог. А друга е плюс ако даваш и поклони и плюс прилози даваш, плюс ако даваш специфично на Божји луѓе кои што го прокламираат Царството Божјо. Божји луѓе кои што се вредни да им даваш. Ќе ожнееш. Едноставно ако ги сееш твоите пари на добра почва. Која е добрата почва? Добрата почва е црквата од која што се храниш. Кај треба десетокот да го даваш? Црквата од која што се храниш. Местото од кое што се храниш, од таму треба десетокот да го даваш. Оти десетокот е тоа. Кај се храниш духовно, таму го даваш десетокот. Па дури специфично ако имаш Божји луѓе во твојот живот од кои што се храниш, таму треба да посееш, ако се добра почва. Молете се, Господе, сакам да давам, сакам да ожнеам пари. Значи, каде, Господе, да давам? Бог нека ви стави на срце. Оти првиот услов реков, првиот услов веруваш. Вториот услов е прокламираш слово, ама третиот услов е даваш. Ти ако не се посееш пари, нема да ожнееш. Овде е малце поинаку. Нема да ожнееш пари. Нема да ожнееш пари да си купиш нова кола. Пасторе, кај ти е новата кола? Тоа е вера. Тоа е вера. Го фаќаш од Бог, го фаќаш по дух, го молиш, го прокламираш, го сееш, пари сееш за тоа, пред Бог, пред Божиото лице и одедеш еден ден ќе ожнееш кола, ќе ожнееш стан, ќе ожнееш финансиски просперитет за фирмата, за работа, се што ти треба. Тоа е Бог. Тоа е агресивната вера. Тоа е агресивната вера, а не пасивна само верувам. Не може, само веруваш, ама ништо. Ако не сееш, значи ти само ораш, а не сееш семе. Ако не посееш семе, што ќе никне во тоа орање? Ништо ќе си знамачиш со орање и ништо. Ќе заспиеш и толку. Да. Ораш. Нема трња затоа што ти ораш. Ние, само сме орале. Имало ситуации во животот, само сме орале. Такви сме биле, сме орале само. А орањето е најмачна работа од сето. Например, сење, според мене е полесно, нели? Орањето е као најмачно. Баш се мачиш, поти, после ќе заспиеш. Како да имаме активна вера за да ожнееме плод? За да имаме активна вера, Матеј 12:29. Матеј 12:29. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покукнината, ако најнапред него врзе силниот и тогаш да му ја ограби куќата? Што веле тука? Ај пак ќе го прочитаме. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покукнината, ако најнапред него врзе силниот и тогаш да му ја ограби куќата?
ова е за нас. Пак е тоа. Како може ние да го плячкаме ѓаволот со пари, ако не застанеме со слово? Како ќе ги земеме парите од светските луѓе? Нивните пари кои што се нечесно заработени, ама треба да дојдат во наши раце. Како? Почнувате да прокламирате. Почнувате словото да го прокламирате. И почнувате да го врзувате ѓаволот во име на Исус. Сега не ми текнува моментално, ама во Псалми беше? Добро, не е битно. Значи, вели дека помислите, Бог ги руши помислите на незнабожците. Словото вели. Бог ги руши помислите на незнабожците. Кои се тие незнабожци? Па неверниците, што не веруваат во Христос. И ако Бог ги руши нивните мисли, а нешто е поврзано со пари, да речеме, во твојот живот, и не ти ги пушта парите, затоа што тие не сакаат да ги пуштат парите, ги држат, едноставно ги држат. Скржави се. И ти ќе го прокламираш тоа слово. Ти наредувам сотоно во име на Исус, пушти ги моите пари. Затоа што словото вели Бог ги руши помислите на незнабожците. И сега врзувам секаков ум што ги сопира моите пари. Го врзувам секој ум што ги сопира моите пари во име на Исус и прокламирам моите пари да дојдат во име на Исус Христос од Назарет. Секој ум кој што го спречува тоа, затоа што словото вели дека рушиме утврди, нели? Словото вели рушиме утврди. Ние не се бориме против крв и месо, но ние рушиме утврди сотонски. И ако таа утврда е во умот на некој што ти ги спречува парите да дојдат во твојот живот, ти го прокламираш словото. И го прокламираш финансискиот просперитет. Значи, тоа е тоа што треба да ја ограбиме. Покукнината на силниот. Покукнината. Разбирате? Покукнината на силниот човек. Едноставно, ќе го врземе во име на Исус ѓаволот, ќе му ја плениме покукнината, али најнапред вика треба да го врзе силниот и тогаш да му ја ограби куќата. Значи, силниот ќе го врзиш. Ако ти треба исцеление, ти ќе го врзуваш, силниот ќе врзуваш таа болест дење ноќе. Секој ден ќе станеш, првото што ќе го направиш, ќе ги земеш Божјите оружја на себе. Знаете како се прави тоа? Исус овој ден го облекувам оклопот на Божјата праведност на моето тело. Се опашувам со појасот на вистината, ќе облекувам обувките на евангелието, го ставам шлемот на спасението, го земам верата и мечот Словото Божјо и тргнувам во име на Исус Христос од нас. И тогаш почнуваш Словото да го прокламираш. Оти веќе го имаш во едната рака мечот. Мечот е Словото Божјо. И зимаш и тогаш почнуваш да го прокламираш Словото во твојот живот. И прокламираш Слово и се молиш и викаш и плачеш и пееш, мислам го славиш Бог како Бог те води во молитвата, али тоа е тоа. И на тој начин ти ја сечеш темнината, а ги имаш сите Божји оружја, го имаш шлемот на спасението, го имаш оклопот на праведноста, го имаш појасот на вистината, ги имаш обувките на евангелието, го имаш шлемот на спасението го кажа. Штитот на верата и меча Словото Божјо и едноставно ти војуваш. Ти војуваш, му ја грабуваш по кукнината на силниот. Си го зграбчуваш, едноставно си го зграбчуваш исцелението кое што ти треба. Го прокламираш Словото, јас сум излечен преку раните на Исус Христос. Јас сум излечен преку раните на Исус Христос. Ако треба, цел ден тоа прокламирај го. Ако треба, цел ден. Добрите зборови, зборовите добри, Словото кога го прокламираме, отвара врати, отвара благослови. Божите врати ги отвара за нас. Затоа ако треба цел ден, 5 дена, нон-стоп, мислам, додека не го добиеш исцелението, ти нон-стоп ќе го прокламираш Словото Божјо. Нон-стоп. Затоа, ако си зборувал лоши зборови, покај се, оди извини се и почни тие лоши зборови да ги надокнадиш со добри. Моли се за тој човек. Благословувај го. Оти си го оплячкал, си му ја плевил по кукнината, ама со ѓаволот си бил. Си му направил зло контра. Значи, контра си го оплячкал. Ама на тоа си направил ти зло. От еден ден тоа ќе ти се врати и сега за да направиш добро, треба да ги замениш тие добри зборови. Мислам, лоши зборови со добри, со молитва, ако треба извинување, покаяние и да го прокламираш во молитва, да биде благословен. Оти на тој начин ѓаволот ќе дојде, тебе ќе те оплячка еден ден. Не чудете се после зошто немате пари, не чудете се зошто немате исцеление, не чудете се за многу работи, немате маж, жена, кога устата не сте си ја затвориле за зло. Само зло зборувате, само зло оговарате.
Не чудете се зашто ги немате благословите Божи. Значи мора да ги замениме нашите лоши со добри зборови. Со благослови за браќа, сестри. На тој начин ќе се ослободат благослови во нашиот живот. Тоа е агресивната вера. Тоа е вера која што е активна. Еве, тоа е духовно активна, ма прави и физички добри работи прави. И физички, одиш се извинуваш, одиш прокламираш, одиш се молиш. Така, еве, кажав, нели, за исцелението, овој принцип важи за исцеление, овој принцип важи за пари, овој принцип важи за спасение. Така го грабуваш ти силниот, му ја пленуваш по кукнината на силниот и Божите благослови се отвараат за твојот живот. Прокламирај секој ден Божиот збор со вера, кој што гори во твоето срце. И секој ден врзувај го ѓаволот во име на Исус. Јас кога ќе станам, велам, прокламирам заштита, прво го земам Божиото оружје, после велам, прокламирам заштита врз мене, врз Борче, врз нашиот дух, душа, тело, прокламирам заштита. Прокламирам заштита преку крвта Христова врз сите оние луѓе што Господ ни ги дал. Кој ни ги дал Господ? Амен. Сите оние луѓе што Господ ни ги дал, заштита преку крвта Христова прокламирам. И го врзувам после ѓаволот. И врз родителите прокламирам и го врзувам ѓаволот во име на Исус да си оди. Од нас и од овие луѓе, аз заборавив, прокламирам заштита преку крвта Христова и врз материјалните работи што Исус ни ги дал. Значи, поредка, тоа и врз материјалните работи, за да не краде ѓаволот. Оти ѓаволот нон-стоп краде. И те врзувам сотона во име на Исус, отстапи од мене, од Борче, од сите овие луѓе, отстапи во име на Исус Христос од Назарет. Прокламирам заштита, ослободувам благослови и после одам на друго што се молам. Онака, еве, дали се молиш за пари, дали се молиш за исцеление, дали се молиш за жена, за маж, дали се молиш за се што треба. Тоа е тоа. Што ти треба од Бог? Ајде, секој од вас да се преиспита сега. Што ти треба од Бог? Па притисни. Притисни. Бог ќе ти даде, Бог е добар Бог. Бог им дава добри дарови на своите деца. Притисни во молитва. Ти треба ослободување од грев. Ти треба ослободување од зависност некоја. Па почни да го врзуваш ѓаволот. Еве, ќе набрам зависност од цигари, зависност од пиење алкохол, зависност од порнографија, зависност од сексуални фантазии, зависност од практикување секс пред брак, зависност од мастурбација, зависност од било што. Од било што имаш зависност, некоја грев те напаѓа. Врзувај го секој ден во име на Исус. И не само нас апаѓа, нон-стоп. А дојде таа желба, а дојде тоа нешто, во име на Исус врзи го. Има да си оди, и си оди. Во име на Исус. Значи, бори се. И знајте дека еден ден ќе ве напушти. Јас, например, пушев цигари, се сеќавам, 10 дена војував со таа зависност против цигарите. И на еден ден си отиде. После 10-тиот ден си отиде и од тогаш не имам желба за цигари. А веќе колку? 20 години, 25 не пушам. Земи, прокламирај го секој Божи ден зборот Божи. Словото со вера која што гори во твоето срце. Јас ви сведочам дека таа вера се повеќе и повеќе ќе се распламтува во вашето срце. Ќе ви изгорува од внатре. Значи, ако почнете се повеќе и повеќе, како дозата ќе се зголемува. И ќе има некои денови, ако не се молите, како нешто ви фали, како баш сте на допинг. Како да не си ја зел дозата денес, така се осеќаш. Фали нешто. Па баш така, не сум се молела денес и ме фали. А не, мислам, 2-3 дена да не се молиш, прежеднец си, прегорен си. Врзувај го ѓаволот секој ден, врзувај ја зависноста во име на Исус, секој ден изгонувај ја и ќе те напушти. Ќе те напушти во име на Исус. Тоа е насилна вера. Ете, тоа е насилна вера. Ете, тоа е агресивна вера. Врзувај, Сотона, пушти ја мојата девојка во име на Исус. Ти што ја држиш, Сотона, мојата девојка, мојата жена од Бог што ми припаѓа на мене, пушти ја во име на Исус ти наредувам. Нон-стоп. Ако доживуваш ѓаволот ти ја држи. Не ти ја пушта, има тука нешто проклество или не знам што. Нон-стоп. Ќе ја пушти во име на Исус да дојде во твојот живот. Он така правеше и Бог ме донесе од Загреб тука. А јас не кев да се вратам. Кој сака од Загреб у Скопје да дојде? Ама што да правиш? Ете, молитвата што прави. Разбирате? Виша сила. Тоа е.
така да Бог ќе ја пушти. Од кај да е, од Америка да е, од некоја цивилизирана земја, каква и да е, тебек нема шанси таа тука да дојде да живее. Нема шанси, ама Бог ќе направи да живее во шутка. Амен. Бог го направи тоа. Тоа не беше мој избор. Бог ќе направи. За сите вас Бог ги ја прави ова што сте тука. Некојаш нашиот избор не е тоа, ама што да правиме? Тоа е патот по кој што одиме, за да исполниме Божјата волја, за да Бог не издигне. Тоа не значи дека секој цел живот ти ќе си во тоа. Ама некојаш процес што ќе поминеш, треба тешки периоди, тешки маки да поминеш. Тешки услови, со тешки луѓе, со се. Лука 18:1-8. Лука 18:1-8. Еве, вели, им каже и парабола за тоа дека секојаш треба да се молат и да не паѓаат со духот. И рече, во еден град имаше судија кој од Бога не се плашеше, ниту од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велејки, заштити ме од мојот противник, но тој за долго време не икеше. Најпосле си рече во себе, иако од Бога не се бојам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не доаѓа веќе и да не ми додева. И рече Господ, чујте што зборува несправедливиот судија, та Бог ли нема да ги заштити своите избраници, што викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави, велам ќе ги заштити набрагу, но синот човечки кој ќе дојде ќе најде ли вера на земјата. Што вели Словото? Треба да учиме од оваа вдовица. Треба да учиме од оваа вдовица. Од оваа вдовица која што беше притесната, но не остана во таква ситуација. Таа не остана да биде пасивна, да се разочара. Судијата не икеше да ја заштити, гледате? Но таа не се разочара. Таа не се откажа. Па зашто ние се откажуваме затоа што не сум излечена до сега? Зашто ние се откажуваме затоа што немам маж, жена? Зашто ние се откажуваме затоа што не се спасил овој не се управил, син, ќерка не се управил, брат, сестра не се управиле во Бог, не се спасиле? Зашто ние се откажуваме, не престануваме да молиме? Зашто? Па еве оваа вдовица не се откажа. И Бог вели дека едноставно судијата стана да ја заштити. Вика, судијата вели, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не доаѓа веќе и да не ми додева. Судијата, оти му додеваше, стана. Значи, мотивите на судијата не беа исправни. Ти имаше погрешни мотиви. Он, место добро да и направи, он демек да не му додева. А иначе он требаше да стане и добро да и направи. Тоа треба исправниот мотив, праведен да си, да помогнеш. Тоа треба праведен судија. Ама тој не икеше да ја помогне, ама за да ја откачи, да не му додева, стана, сепак ќе помогна. Така и ние. Јас кога молев за маж, Бог ми го даде ова. Ова слово ми го даде. И тоа ми беше едноставно патоказ, дека Бог не сака да се откажам. Бог ми рече, не се откажува, ако треба биде као оваа вдовица. Та Бог ли нема да ти даде? Али не се откажувај, затоа што може би Бог ќе те просветли на тој пат, ако веќе еднаш ти кажал нешто. Не се откажувај. Ти барај, Господе, да не сум сгрешил, да не ова девојка не е за мене, овој дечко не е. На сето то барај, ама ако си убеден дека од Бог на почеток, разбирате? Па не се откажувај. Тоа внатрешна битка. Неверието сака да се откажеш. Али како и да, еве за исцеление, не се откажувајте. Ако не си излечен до сега, па сега ли ќе се откажеш? Или си паднал во грев и не си излечен? Па што? Па што ако си паднал во грев? Ако искрено си се покајал и вратил кај Господ, Бог ќе ти излечи. Затоа што вели едноставно велите во 8 стих вели, ви велам, ќе ги заштити набрегу на синот човечки кој ќе дојде ќе најде ли вера на земјата. Ние сме такви. И во 7 стих велите, Бог ли нема да ги заштити своите избраници, што викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави. Бог и да забави ќе не заштити, ќе не ги чуе молитвите. Ви велам, ќе ги заштити набрегу на синот човечки кој ќе дојде ќе најде ли вера на земјата. Значи, ти додека молиш, Бог ти вели, продолжи да молиш, та Бог ли нема да те заштити? Та Бог ли нема да ти ја чуе молитвата? Има и вера, ќе те чуе Бог, продолжи, има и вера.
Имај вера, ќе те заштити Бог. Ќе те заштити. Продолжи. Не се откажувај, не се разочарувај. Продолжи. Продолжи. Имај вера. Така вели Словото. Словото ни вели, поентата на се во ова е вера да имаш. Како што вели во... Но синот човечки кој ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Значи вера. Ќе најде ли Бог верата? Бог ли нема да ти го даде тоа што го бараш? Ама битно е верата, да не патнеш во верата, да не се откажеш. Да не се откажеш, без оглед во каква ситуација си, без оглед колку и да е тешка ситуацијата во која што си и невозможна. И едноставно, на крај краева, наше е ние да го направиме возможното што може да го направиме во Бог. Кој е возможното? Се молиш. Имаш агресивна вера, не се откажуваш, тоа е што ти можеш да го направиш, возможното. А на Бог останува да го направи невозможното. Без оглед колку и да ти изгледа невозможно твојата ситуација да се промени, без оглед колку и да ти изгледа невозможно финансиски да просперираш, невозможно изгледа, но тоа не е од Бог. Ти ќе си го направиш возможното, без оглед каква и да е твојата здравствена состојба. Ти ќе молиш, ќе чукаш, ќе прокламираш слово со агресивна вера. Ќе го правиш возможното, а Божја работа е на Бог да го направи невозможното. Не е твое. Не си го мачи умот, не си го мачи умот, со мисли како ќе биде тоа, дали ќе биде, зошто ќе биде. Не си го мачи умот. Не си го мачи како ќе биде, како ќе се сретнеме дечко, како Бог ќе ми даде, леле ако е од Америка, леле како ќе се сретнеме. Не си го мачи умот. Ти направи го возможното што можеш да го направиш. Агресивна вера. Моли и прокламирај слово. Еднаш молиш, Господе, плачеш, друг пат прокламираш слово. Ке си издигнеш, нали, кога си малце разочаран, само викаш, се молиш. Дај ми го. Ке си издигне во тебе лавот јудин и почнеш слово да прокламираш. Така. И така, едноставно тоа е процесот. Тоа е процесот, не се откажува. Затоа што твоја работа е да го направиш природното. А Бог да го направи надприродното. Не е твоја работа. Другиот дел како ќе биде, што ќе биде. Твоја работа е да молиш, да веруваш. Еве, например, не ги читам, али Лука 11, 9 до 13, што вели Бог? 9 и 10 стих. Бог вели, јас ви велам, сакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. Има ли појасно од ова? Можно ли е ти ако бараш од Бог да не добиеш тоа што го бараш? А што бараш? Бараш исцеление. Бараш маж, жена по Божја волја, бараш финансиски просперитет, бараш спасение на блиски, бараш... Едноставно тоа се работи по Божја волја. Тоа не се работи кој што Бог не ти ги ветил во своето слово. Значи, ако веќе Бог ти го ветил во своето слово, тоа ти припаѓа тебе. Пак ќе прочитам. Јас ви велам, сакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. Та Бог ли нема да им даде добри дарови на своите деца? Кој е тој татко што ќе му побара синот леп, он ќе му даде змија? Нема таков татко. Ти ќе му побараш маж, жена по Божја волја, он ќе ти даде проститутка. Добро, па и да е проститутка се обратила, ако е обратена, мислам. Вистински, ако се обратила кон Бог. Не е битно тоа. Сакам да кажам, проститутка, в смисъл да живее сегашно и да ти е тешко. И тоа се случува, ама, ајде, за тоа не зборуваме. Ако си посебно повикан, да тоа го правиш. Вие, ако денес утре не добиете одговор, се откажувате. Ако денес утре не добиете одговор, се откажувате. Но не треба така. Бог сака да имаме вера која гори во нас, која не спалува од внатре, не тера да молиме, да викаме кон Бог. На англиски ова како се вика? Consuming faith, burning faith. Од внатре те изгорува, од внатре те гори, те распалува таа вера. Те согорува од внатре. Нели, нашиот Бог каков Бог е? Бог лав, едноставно лав, молам? Огин кој што спалува.
Нашиот Бог е таков. Оген кој што спалува. Тој сака да си налик на него, да имаш вера која што спалува. Еве го запознаваш карактерот Божи. За да имаш таква вера и така ќе ти даде. На тој начин ти го запознаваш Бог. Затоа Бог сака така да молиш, така да ти ги даде работите. Ваквата вера не гори од внатре. И ваквата вера никош не признава не како одговор. Нема не. Нема не. Бог ќе даде. Нема не. Одговор не, нема. Бог ќе даде. Нема. Нема не. То ѓаволот ве лаже. Се што ви доаѓа во вашиот ум, ѓаволот ве лаже. Таа притиска, моли, вика, Бог ќе не чуе како незаштитената вдовица која што беше чудена од неправедниот судија. Ти гориш во своето срце, велиш, сотоно не ти ја давам ќерка ми. Едноставно, сотоно не ти ги давам моите пари, сотоно не ти ја давам мојата жена, сотоно не ти го давам спасението на моите блиски. И Бог ќе те чуе. Се сеќавате ли лепрозниот како викаше пред зидините Исус да го чуе? Или Исус што направи? Го чуи, го дигна. Стани и оди. Така и вие, станете и одете. Станете. Станете во духот. Во духот станете и почнете да одите. Дигни се, стани, дигни се и оди. Божјата сила и Божјото Слово ти е на располагање. Бог вели, ако ме бараш со цело свое срце, ќе ме најдеш. Ти ако го бараш Бог со цело свое срце, ќе го најдеш и ќе ги добиеш благословите од Бог вака, на земјата. Ќе ти даде Бог се. А на крај крајви, ако го бараш Бог со цело срце, како може да не доаѓаш пред лицето Божјо да бараш исцеление? Како може? Значи нешто не е во ред, што ти не доаѓаш. Или е грев во прашање, неверија, и неверието е грев. Значи затоа треба да се покаеме и да почнеме да викаме кон Господ со вера која што гори. Или не си сериозен тоа што го бараш. Ти ако не си сериозен тоа што го бараш, нема да гориш од внатре. Значи ти навистина не сакаш жена. Значи ти навистина не го сакаш. Имаше периоди во мојот живот кога јас исцелението го сакав, ама не верував, го сакав така да ми се даде, некој да се моли за мене, да се моли јас да бидам излечен и толку. Значи не го сакав вистински, разбирате ли? Зашто зборам, се сакаме на готово. Јас сакав на готово. Не сакав јас да се молам, да се тепам, да прокламирам. Сакав на готово, некој да ми го даде. Положи раце и јас мислев некој ќе положи раце на мене и готово, јас така треба да бидам излечена. Викаве, како да не се јас да се тепам, се јас да се молам, малце ли други работи, финансиски, ова, оно, луѓе наоколу, па и ова ли? Некој нека дојде, духовен, нека дојде некој, нека положи раце на мене и нека ме излечи. Значи не кеф. Не кеф. Затоа викам, не кеш вистински, не си сериозен. Не го сакаш исцелението вистински. Ти ако го сакаш вистински, ќе гориш од внатре. Ти ако сакаш жена вистински, ќе гориш од внатре. Ти ако сакаш дечко, ќе гориш од внатре. И вака ќе доаѓаш пред Бог. Не си сериозен. И како ако не си сериозен, Бог да ти даде? Не си сериозен. А и не знаеш што сакаш. Како кога ти не знаеш што сакаш, Бог да ти даде? Не знаеш дали сакаш да бидеш излечен, дали не сакаш, дали сакаш девојка, а дали сакаш да студираш, дали сакаш да работиш, целиот си збркан. Па како сакаш Бог да ти даде? Како сакаш да имаш вера која што гори од внатре? Па може жената ќе ти пречи во работата, во службата може ќе ти пречи, може ќе ти пречи во студирањето. Па како сакаш да добиеш? Ти ќе викаш, Боже, дај ми жена која што ќе ме надополни во службата. Така ќе викаш кон Господ со вера која што гори. И ќе ти ја даде таква, да јас таков маж барав од Бог. Маж со кој што ќе служиме заедно, Господе, горев од внатре. И ми го даде. Бог се ќе ти даде со кој што ти гориш од внатре. Викајте кон Бог со плач, со крик во срце, вера која што гори во вас. Исусе, сине Давидов, помилуј ме. И ќе те помилува. Викајте. Кажи му на Бог што сакаш. Викај. Имајте дух кој што никош не се предава. И на силната вера го допира Божиото срце. На силната вера го допира Божиото срце. Значи, на силната, агресивната вера го допира Божиото срце. Сега аз не ви кажам тука вие да бидете насилни како луѓе.
Не го прокламирам јас тоа тука. Јас прокламирам пред Бог да бидеме насилни. Во духот и срце кое што гори во вера, и таа вера прави да си пред Бог насилен, агресивен. Во молитва да си, да викаш, да прокламираш, да се тепаш. Не е она луѓе да сме такви. Јас зборувам дека нема да бидете одбиени од Исус. Што и да барате, нема да бидете одбиени од Исус. Знајте дека нема да бидете одбиени од Исус. Крајниот ваш одговор, што го барате, нема да биде не, ќе биде да. Зборувам за тоа, никош да не се откажувате, никош да не се предавате, се додека одговорот не биде да од Бог. Бог е добар Бог, полн со сочувство, милост, добрина, има добри дарови за нас. Тој ќе не чуе и ќе ни одговори на молитвата. Познавајќи го Бог, не треба никош да се откажуваме. Се додека не примиме како одговор од Бог, да. Значи, познавајќи го Бог, ние никош не треба да се откажуваме. Се додека не примиме како одговор да од Бог за тоа што бараме. Ете, тоа е насилната вера, тоа е агресивната вера. Крајот на нашата вера, на нашата агресивна вера е одговор да од Бог. И сега ќе станеме, мислам, и ќе молиме секој еден во срце, мислам, што има, што му е битно пред Бог, едноставно, што го гори од внатре, што му тежи, тежина што му тежи во животот, што и да ви е тешко, што и да барате приоритетно нешто, што ви е прво нешто, што ви е многу ви е битно, многу ви е голем проблем, многу ви е тешко на вашите плеки, ќе почнете за тоа да молите, едноставно ќе почнеме од тука сега да вежбаме агресивна вера и се да барам да ми ветите, ајде, нема да барам да ми ветите, ама ве молам, едноставно пред Бог застанете дека тоа, станете пред Бог додека не добиете одговор да. Како пред Бог застанете, ветете си на себе, на Бог, не знам, дека нема да добиете, нема да престанете додека не добиете од Бог одговор да. Оти се друго што ќе ве спречи во тоа што молите од Бог, што е по Божја волја, да го барате, тој е ѓаволот. И таа вера нека продолжи да гори во вас и дома, и насекаде кај што одите, на работа си моли, викај кон Господ, едноставно ден и ноќе нонстоп е тоа во твоето срце. И так, јас ќе се молам сама, мислам, сега ќе ве водам во молитва, еве ќе почнам, али јас ќе си се молам сама за оно што ми изгорува од внатре. Пастор Борче ќе моли за себе си што го изгорува од внатре. Секој еден од вас нека моли за тоа што го изгорува од внатре, што сака, што му е приоритетно, што сега му тежи Бог да му го даде. Оре шендере де красандара да викајте, плачете, што едноставно пред Бог молете. Ора сандара да бакара сандара да крашандара да красандара. Ора сендере де крашендере де красендере де красандара да красандара да красандара. Ора сендере де крашендере де красандара. Господи Исусе, доаѓаме со агресивна вера пред Тебе сега, Боже. О, сите наши барања, Боже, сите наши желби што ги имаме во срце. О, Господи, Ти за секој еден од нас знаеш, Боже. На секој еден од нас знаеш, Боже, што имаме, Боже. Што тежини имаме, Боже. Што желби имаме во срцето, Боже. Јас Ти верувам на Тебе, Господе, дека Ти си добар Бог, дека Ти даваш добри плодови, Боже, добри дарови на своите чеда. Јас Ти верувам на Тебе, Боже, дека Ти како одговор нема да ни дадеш не. Нема да ни дадеш не, Боже, ако агресивно молиме пред Тебе, ако имаме агресивна вера, ако имаме вера која што гори во нашите срца. И еве, Господе, ние сега ги издигаме своите барања пред Тебе. Боже. Те благословуваме, Исусе. Те славиме, Исусе Христе, Боже мој. Те обожаваме, Исусе Христе, Боже мој. Те величаме, Господи Исусе Христе. Те славиме, Боже мој. Ора сендере де бара шандара. Господе Боже, аз Те славам за моето исцеление, Господе.
Те благословувам, Исусе, за моето изцеление. Те славам, Господе, фала Ти, што сум излечена преку Твоите рани. Слава Ти, Исусе, што сум излечена преку Твоите рани. Господе, јас Те знам, јас знам дека си Ти добар Бог, дека им даваш добри дарови на своите чеда. О, знам дека си добар Бог, дека им даваш добри дарови на своите чеда. Те славам, Исусе. Јас Ти благодарам, Исусе, што Ти им даваш добри дарови на своите чеда. Јас знам, Боже, дека исцелението ми припаѓа мене. Го имам веќе исцелението, Исусе. Ти ми го даде на крстот на Голгота, Боже. Исусе, јас сум излечена преку Твоите рани. О, ништо не може да го сопре тој благослов од мене, затоа што Ти ми го даде, Исусе, веќе. Ѓаволот е поразен. Смртта е поразена на крстот на Голгота. Јас имам победа над смртта. Јас имам победа над секоја болест. О, јас имам победа над секоја болест. Ги врзувам сите болести што ме напаѓаат во име на Исус. Го прокламирам господството Исусово во моето тело. Прокламирам дека моето тело е излечено преку раните на Исус. Тело во име на Исус, Ти наредувам да бидеш здраво. Ти наредувам тело во име на Исус да бидеш здраво. Те славам, Исусе. Исусе, Ти на толку луѓе им даде исцеление, Боже, та мене ли ќе ме одбиеш? Мене ли ќе ме одбиеш, Господе, ко толку луѓе излечи, Боже? Ко толку луѓе благослови, Господе? Те славам, Исусе, што сум излечена преку Твоите рани. Те благословувам, Исусе. Те благословувам, Исусе. Те величам, Исусе. Господи Исусе, ние одлучуваме вечерва да не признаваме одговор не. Да не признаваме одговор не. И да не се откажуваме додека од Тебе не го добиеме одговорот да. Те славам, Исусе. Те обожавам, Господе. Те величам, Исусе. Заменете ги зборовите на неверие со зборови на вера. Прокламирајте, јас ќе бидам благословен, јас ќе бидам излечен, јас ќе бидам просперитетен, јас ќе имам маж, јас ќе имам жена. Прокламирајте така. Прокламирајте така. Јас ќе бидам просперитетен, јас сум успешен, јас сум просперитетен, јас имам маж, јас имам жена, јас имам исцеление. Прокламирајте така, затоа што во Христос имаме се. Исус Христос веќе плати цената на крстот на Голгота. Исус Христос ни даде веќе исцеление. Исус Христос ни ги даде сите пари. Исус Христос ни даде маж, жена. Исус Христос ни даде спасение. Исус Христос им даде спасение на нашите блиски по тело. Прокламирајте. Прокламирајте го тоа. Јас сум излечен во име на Исус. Јас сум успешен во име на Исус. Јас сум просперитетен во име на Исус. Јас сум силен во име на Исус. Јас сум здрав во име на Исус. Моите се спасени. Моите блиски по тело се спасени. Моите блиски по тело се спасени. Моите родители. Моите родители се спасени. Фала Ти, Исусе, што моите родители се спасени. Кога го прокламирате тоа со вера во срцето, тоа не е грев. Ако верувате во тоа. Ако верувате во тоа, тоа не е грев. Ако прокламирате со вера. Оти Исус му рече, ако имаш вера, колку си напово зрно, се е можно за тебе. Се е можно за тебе, ако имаш вера, колку си напово зрно. Ки речеш на планината, премести се и фрли се в море. И ќе ти биде во име на Исус. Да, поголем е оној што е во мене од оној што е во светот. И затоа сиромаштијата нема власт врз мене во име на Исус.
Врзувам секаков недостаток и сиромаштија, ги изгонувам од мене во име на Исус. Јас сум просперитетна, јас сум успешна, јас сум силна во име на Исус. Кажете така, наредете му на секој недостаток да си оди од вашите животи во име на Исус. Секоја сиромаштија да си оди од вас во име на Исус. Се можам преку Исус Христос што ми дава сила. Се можам преку Исус што ми дава сила. Ништо не е невозможно за мене. Затоа што го имам мојот Бог. Мојот Бог Исус Христос, во кого што се е возможно. За оној што верува, ништо не е невозможно. Халелуја. Татко, во името на Исус молам да ова слово биде заштитено оваа вечер, Господе. Биде покриено со Твојата крв, Господе, ова слово да лукавиот не го украде. Молам во име на Исус, Татко, да ова слово биде послушано во секојдневните животи на моите браќа и сестри. Тоа што си рекол, ако слугата Твој го послуша Твоето слово, ќе биде благословен. Ако слугата Твој го извршува Твоето слово, ќе биде благословен. И јас молам да ова слово биде послушано и извршено од моите браќа и сестри. Молам во името на Исус, Татко. Молам за дух на вистина во сите нас. Прости ни за секаква лага, секакво лажење и религиозност. И молам, Боже, да ова слово оваа вечер сериозно го сватиме, го примиме и да го живееме во името на Исус. Во името на Исус од Назарет. Амен. Ај ве молам, седнете, сакам да кажам нешто. Не сакав, ама морам да кажам. Како вика Весна, насилна вера. Мислам, супер е што правиме ова, нели, на крај. Прокламираме. Ама Господ ми покажа нешто. Ми рече дека лицемерите, дека лажете. Некој од вас тука. Односно, као правите. Ако ќе отидете дома, нема да го правите. И Господ вели да се покаете и ова слово што го примивте да го правите дома. Тоа е поентата на пораката. Не да го импресионирате Господ за тука, или Весна ќе импресионирате мене и другите. Да нека, баш за тоа минатиот пат проповедав за маски, лажење и глумење. Господ сака сме вистините и ова што го проповедаме да го живееме. Иначе сме слуги сатански, како да кажам, деца на ѓаволот, кои што имаат форма на побожност, а се во внатре духовно мртви, сме лажни, лицемерни, како сакаш наречи го. Господ сака сме Божи деца, Божите деца го живеат Словото. И Господе, јас те молам, простени за секој греф на лицемерие и на лажење тука и покажување пред луѓе. И јас те молам ова слово да го примиме вистински во страв Божи и да го живееме секој ден. Затоа што Твоја волја ова да го правиме секој ден. Молам за вистинска вера, Татко, во името на Исус. Исчистени од лицемерства, од лаги, од глумење. Во името на Исус молам, Татко. Во името на Исус. Исчистени од двоумење, од дволичност. Дај ни еден ум, едно срце, една вера. Во името на Исус молам, Татко. И дај ни ова насилна и храбра вера и ова да го правиме се ова што чувме вечерва, да го правиме секој ден, Татко, во името на Исус, за слава Твоја. И благословија пастор Весна за ова слово што го даде, заштитија, наградија Боже за верноста, за служењето незино, во име на Исус, Татко, во името на Исус. Амен. И Господ нека ве благослови, браќа и сестри. И да го живееме во слово. Ке си го земеме тоа што ни припаѓа, амен, ќе го прокламираме и нема да се откажеме. Амен, во име на Исус. Амен.